Изгледа дека веќе не е ниту потребна некоја специјална диоптрија со која ќе може да се забележи разликата меѓу пропагандна и вистинска војна. Во првата страда вистината, во втората луѓето, а и двете се заслепени од лагата. Значи, не гранатираме нити детски болници, нити било кој цивилен објект. И можеме да постигнеме... Да кажете дека се лажни тие снимки кои што ги гледаме? Да. Не се вистините? Да. Оние што се уште не им веруваат на своите и уживаат да гледаат низ туѓи очила или се добри актери, или не знаат дека улога на обвинители кои во некој нов Нимберг треба да денацификуваат, им доверуваат токму на нивните директни идеолошки наследници. Кажи ми една политичка партија во Германија која ќе прифати Нимберг 2. AfD. Алтернатив фур Дойчланд. Со 11%. Нека победи Лепен у Франција, па да видиш дали нема дима. Многу Македонското учество на еден таков собир во моментот би било проблематично, бидејќи е јасен впечатокот, дури и кај врвни и искусни дипломати, дека сме на погрешната страна, па веројатно би биле на страната на обвинетите. Мораме да кажеме дека имаме со членството во НАТО една огромна придобивка. Како ние можевме претходно да водиме војна со Русија ако не бевме членка во НАТО? Сега имаме шанса. И русите се свесни дека чим Македонија влезе во НАТО, го обрале Босна, разбирате. Тоа е апсурдот на нашите погрешни политики. Се разбира, во тој таков суд неизоставно ќе партиципира, сигурно и ќе раководи со него земјата лидер на демократскиот свет, која на дело ја покажува својата посветеност кон негувањето на цивилните вредности и грижливо се однесува кон сите кои имаат спротивен став од оној на незиното раководство. Вие имате во Москва и во Санкт Петербург и илјадници луѓе кои што протестираат. Само уште еден доказ дека Русија не е така диктаторско и затворено општество како што се обидува светот да го признае. Тоа што светот го знае е една работа, но сосема е друго кога секој низ личен пример ќе посведочи за некоја временска отсечка и јавно ќе признае како функционираат таквиот тип на слободни и отворени општества, изградени по рускиот демократски терк. Јас се согласувам дека во времето, особено од последните 4-5 години од владењето на поранешниот премиер Никола Груевски, имаше исклучително голема корупција на медиумите преку така нареченото владино рекламирање. И од тоа бегање нема. Ние колку поскоро и колку по-драматично расчистиме со тие факти, толку подобро за сите нас. Вистината ослободува. И на крајот, ако вистината на вистина ослободува, редно е да се признае кој е на вистина тој што толку многу може да помогне, но и чија е сепак идејата од која се развива тој успешен модел на владење. Па шо ќе ми е Вучич, ајде да си го вратиме Груевски. Пошто Вучич е школа на Груевски. Кој авторот на наставната програма е сепак филозофско и историско прашање, но од аспект на перспективата е јасно дека таа школа има вредни следбеници и постојано отворен конкурс за упис на нови слушатели.